Почитувани, завршната сметка за 25-та е одраз дека планирањето во ова општина е ништо друго освен мисловна именка. 2025-та, народски кажано да не разберат полесно и гледачите, општината дишала на шкрги, односно едвај. Ова е општина која е силно зависна од централниот буџет. Да не ве оптеретувам со бројките веројатно сите ги видовте во извештаите, само ќе носам заклучоци за работењето на претходниот градоначалник и состав, а сегашен на град Скопје. Работењето било апсолутно непланско. Граѓаните во 25-та, а и општо, очекувале нови улици, подобра инфраструктура, инвестиции во јавни услуги и развој на општината. Наместо тоа гледаме буџет во кој најголемиот дел од средствата одат за тековни трошоци, нажалост. Тактички скроз погрешно. Таквото работење е далеку светлосни години од она како треба да изгледа развоен буџет. Кога ќе се погледне целата слика, се поставува прашањето дали буџетот служи за развој на општината или само за одржување на администрацијата. А сега поспецифично. Значи, реализација на приходи имаме само 69%. Тоа значи премногу нереално планирање на буџетот и е еден прост пример. Нели во буџетот за минатата година имаше планирано средства за исплата на администрација по изборни места. Луѓе во што биле нели наблюдувачи, зошто уште не се исплатени тие средства? Дали тоа значи дека фактички општината нема пари и прикажува само фиктивни бројки? Конкретно и за капиталните приходи, тие се со реализација од јадни 17% само. Ова покажува дека буџетот бил планиран со бројки кои однапред било јасно дека нема да се реализираат. Вториот проблем е структурата на расходите. За плати и надоместоци се потрошени околу 650 милиони денари. Значи повеќе од половина од буџетот оди за администрација, а не за развој, како што треба да биде. Во исто време, капиталните инвестиции се многу ниски. Планирани нешто над 10 милиони денари, реализирани околу 6,6 милиони денари. Тоа се средства кои треба да одат за инфраструктура, проекти и подобрување на условите за граѓаните. Затоа сметам дека во иднина е многу неопходно да имаме прво пореално планирање, поголем фокус на капитални инвестиции и многу поодговорно трошење на средствата на граѓаните. Голем износ се истои ненаплатените побарувања. Само по основ на данок на имот, побарувањата изнесуваат околу 149 милиони денари, а кај се тука и комунални такси и други побарувања. Ајде во ред, како што зборевме на комисија, тука има два субјекти кои се утужени од страна на општината, каде што се тера оставинска постапка, но тоа е само мал процент од вкупниот износ. Значи ни треба нов систем на ефикасна наплата. Четврто, големи обврски кон добавувачи. Според извештајот за обврски, општината има обврски кон добавувачи во износ од околу 267 милиони денари, кои се пренесуваат во наредната година. А дел од овие обврски се со рок на плаќање над 60 дена, што е катастрофално. Пето, голем дел од буџетот се троши на тековни расходи. Од реализираните расходи околу 60% се однесуваат на тековни оперативни расходи. Плати, надоместоци, услуги и други административни трошоци. Иако функционирањето на администрацијата е нужно и неопходно, буџетот на една општина треба да биде пред се развоен, насочен кон инфраструктура и подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Благодарам.